Климатските промени се повеќе негативно влијаат на состојбата и развојот на пчеларството, а производството на мед од година во година опаѓа. Иако побарувачка има, зголемување на производството моментално не е возможно, поради нестабилните временски услови и загубите кај пчелните семејства, велат од пчеларската задруга Пчели рај од Струмица. Просечниот принос по кошница паднал под 10 килограми, што не ги покрива основните трошоци, а нестандардните зимски температури ги збунуваат пчелите ја трошат нивната енергија и залихите на мед, што резултира со намалување на семејствата. Температурата ги лаже, има високи дневни температури, излегуваат надвор, меѓутоа секое утро имаме -5, -4, -3 степени, нема никаква вегетација. Меѓутоа тие се обидуваат да пронајдат нешто. Така ги тера нагонот. Значи, ако е температурата над 11, 12, 13, 14 степени, тие излегуваат надвор, ја губат енергијата, го губат медот во кошницата и тоа допринесува да се изгубат важни залихи на мед кои им требаат за презимување. Пчеларите сметаат дека е потребна и промена во распределбата на субвенциите за средствата да стасаат кај вистинските пчелари. Предлагаат вклучување на здруженијата во процесот и воведување проектна поддршка наместо субвенции по број на кошници. Да можеме ние да кажеме кој колку пчели има, бидејќи нон-стоп се трубат медиумите, се полнат со информации дека еве нема толку пчелни семејства, нема толку приноси на мед, а се делат субвенции. И за нас, вистинските пчелари, ќе е подобро кога ние овие субвенции кои се на годишно ниво не се мали, да стигнат во прави раце, кај правите пчелари, а не да стигнат во некои кои само имаат празни кошници во своите пчеларници. Наше мислење е дека оваа распределба не се врши најсоодветно. Или да се направи по проектни активности, да не биде по број на пчелни семејства. Ако има интерес да инвестираат пчеларите, да му се помогне. Ако нема интерес да инвестира, воопшто нема што да му се дават средства. Без системски промени и поефикасна поддршка, пчеларството ќе продолжи да опаѓа, велат од здруженијата, а дел од професионалците ќе бидат принудени да ја напуштат оваа дејност. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.